Добар ви ден, почитувани гледачи, добре ни дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник. Оваа наша емисија ја посветуваме на младите, односно на младинските заедници од средните училишта. Наши и ваши гости во првиот дел од емисијата имаме две гостинки, а потоа имаме уште две. Во првиот дел од емисијата овде со нас е Теодора Спировска, член на младинската заедница при Економското училиште Свети Кирил и Методи. Овде со нас е Вероника Ѓуракова, председател на младинската заедница од Угостителското училиште Банчо Питошевски. Добар ви ден и на двете. Ви благодариме на издвоеното време. Добар ден. Јас гордо ќе кажам дека сум горда што денес имаме 4 девојчина кои што ќе бидат гости и ќе позборуваме и за предизвиците, за проектите и за вашите успеси. Ајде прво да почнеме со Теодора. Теодора, кои активности се оние кои што вашата младинска заедница ги реализираше неодамна, изминатава година? Изминатава година имавме многу активности. Најпрво би го кажала тоа дека нашето училиште беше организатор на трката со срце трчај за кочани. Одлично. Тоа е едно од најголемите активности од нашето школа. Исто така нашата младинска организација организира многу настани внатре во школото, во нашето катче за дружба. Постојано се дружиме, организираме настани, трки, имаме надпревари и различни дружења. Одлично. И за вас, Вероника, истото прашање. Кај нас изминатава година почесто имавме базари во типот на Божиќен, Велигденски, каде што сами подготвувавме храна. Браво. Имавме исто така новогодишен како настан хепенинг да го наречеме, каде што ученик од нашето училиште свиреше на виолина и беше хуманитарен настан со кој што средствата кои што беа собрани беа искористени да се направат новогодишни пакетчина за социјално загрозените лица. Браво. Значи и на вашите оние настани кои што се да кажам забавни и од типот на дружба, вие му давате некој поинаков карактер, малку хуманост и слично за да има бенефит и пошироката јавност. Ајде да ве запрашам, кој е оној проект, кој е оној настан кој што тебе лично ти бил најдраг и зошто? Мене најдраг настан ми е тој со возење велосипеди. Вози велосипед уживај, промовирај оваа година. Исто така ќе има оваа година таков настан. Тој ми беше најдраг затоа што имаше најмногу дружба, промовиравме дружба, промовиравме здрави навики и беше многу интересно и забавно. А оваа година исто така ќе има и хуманитарен карактер. Одлично. Средствата ќе бидат наменети за социјално ранливите, претпоставувам. За кочани оваа година. За кочани ќе бидат. Одлично. Ајде за вас, Вероника, истото прашање. Кој е за тебе најдраг? За мене лично пред новогодишниот хепенинг што беше од причини што убаво беше така да се почувствува таа предновогодишна Божикна еуфорија, да, и јас доста бев изненадена затоа што беа собрани доста парични средства. Така. Дури повеќе од очекуваното. Браво. И успеавме да обезбедиме да оствариме се што беше испланирано и се течеше како што треба. Браво, браво. Колку ученици се вклучени во вашата младинска заедница? Во младинската заедница е вклучен по еден председател од паралелка. Сите заедно организираме, се договараме, имаме средби, имаме состаноци и потоа секој председател пренесува до својот клас се што е одлучено на состанокот. Така, а чиви се да речем идеите или секој доаѓа со своја идеја? Секој доаѓа со своја идеја и се тоа го заедно, заедно, да. Се сработува, се прави проект. Секој има своја идеја и сите идеи се прекрасни и сите се искористуваат дефинитивно. Одлично. Да. Вероника, кај вас колку ученици се дел од вашата заедница? Исто има од секој клас по еден представник фактички, сега не знам точно бројка. Точно бројка, не. Но покрај тоа што се само председателите во заедницата, кога имаме некој настан или кога треба нешто да се направи, учествуваат и учениците кои што не се во ученичката заедница. Да, и те имаат право да помогнат, да учествуваат. И така почесто имаат желба да учествуваат. Така, одлично, тоа е супер. Со какви предизвици се соочувате? Имате ли некои препреки, проблеми, недоразбирања? Ајде малку и за тоа.
Па немаме многу често такви препреки, но најчесто пример некои настани на отворено кои што се организираат, може временските услови да не спречат. Како денес, Да, како денес. И инаку немаме никакви препреки, имаме многу поддршка и се решава. Одлично. За вас, Вероника? И кај нас немало некои така страшни предизвици со кои сме се сочиле. Најчесто временските услови. Или ако не можеме за нешто да се договориме да има така минимални консензус ако нема. минимални несогласности. Така, додека да се доизјаснат и Да. да следат работите. Дали имате поддршка од професорите, од раководството на училиштето? Ние имаме голема поддршка од сите, почнувајќи од директорот до сите, да речам, под него, и од професори, и од педагог, психолог, дефектолог, сите. Да не заборавам некого, сите не поддржуваат многу. Вие? И ние имаме исто така доста поддршка, сите планови ни се поддржани, сме добиле помош за реализација, исто така најмногу од психологот кој што и како иницијатор на целава заедница, понекогаш и таа доаѓа кај нас со некои идеи, па заедно ги реализираме. Дали соработувате меѓусебно? Младинските заедници од средните училишта во Охрид, дали меѓусебно си соработувате? Да, имаме склопено меморандум, го склопивме септември, мислам. Добро. Тука Сите? негде. Да, Да, помеѓу сите средни училишта. Ние сме председателиве фактички од ученичкиве заедници и реализираме со нив, имаме испланирано доста активности, да. Сега последно, ако не се лажем, имавме за стилот на облекување. Некој заеднички проект што го планирате, може да ни откриете или се уште не? Па тука се вклучени повеќе председателите на сите училишта, така да ќе ништо, препуштам. сигурно не е ништо договорено, така да и да ви излажам, и да ви кажам нешто ќе излажам. Добро, се уште не. А и тоа е добро кога би имале заедно. Како ги информирате останатите ученици што се? Ево, вклучени се председатели, членови на младинските заедници, но останатите како ги информирате? Како дали ги вклучувате во проектите да помагаат, да даваат идеи? Да, вклучени. Извини. Најчесто се информира преку известување, кој што или е негде поставено во училиштето или па во секој клас посебно се поминува. Исто така и на социјалните мрежи, затоа што се најактуелни, нема кој нема да види. Така е, кога ќе се напиши во групите, сите ќе го знаат. И ние најчесто преку училишни групи имаме една група од ученичка заедница, тука сме сите председатели и потоа ги известуваме сите во својата група, своите соученици, И тука ни даваат предлози, тука дискутираме, каде што после пренесуваме повторно ние во таа големата група од ученичката заедница. Одлично. Може ли да откриеме некои активности кои што ги планира вашата младинска заедница во скоро време? Па ние планираме многу во скоро време хуманитарни настани. Најчесто, потоа настани поврзани со екологија. Тоа ни се следните планови. Исто така, сега ја спомнав и трката која што е на професорка од нашето училиште ја организира. Таа исто така ќе биде многу интересна. Одлично. Да, така да ќе има многу убави работи. Кај вас, Вероника? За сега мислам дека немаме ништо, иако за мај месец е предвидено како еколошка акција. На 9 мај бевме, мислам, дел од учениците беа и ги чистеа плажите. Сега се надам дека ќе смислиме нека подруга акција на друга локација. Денеска матурантите, иако не е дел од ученичкава заедница, планираат да направат како проштална забава за сите во училиштево. Ние како ученичка заедница имаме пружено помош во се што му треба. Браво се. Браво се. Кога би имале неограничени можности, каков проект би сакале да направите? Кон што целите? Ево, споменавте дека сакате екологија, сакате велосипедизам, активизам, во која сфера? Па може би во екологизмот. Тука
да би имале ние како училиште можеби неограничени финансиски средства. На тоа мислев. Да, би направиле нешто за цел град, не само за нашето училиште. Нешто со рециклирање Нешто поголемо. поврзано, да, нешто поголемо. Нешто што кај нас толку не е застапено сега. Да, за жал, се Да. уште сме многу далеку. Да, можеби многу тоа би ниско, било. кога Да. станува збор екологијата. Вие, Вероника, кога би имали исто неограничени средства? Па најверојатно нешто на со кое што ќе можеме да му помогнеме на секој човек во градов, а не само во нашите училишта. Нешто би довели во училиштето за подобра реализација на наставата, барем да сум јас се уште. Така. Некоја технологија и слично. Така, што научивте со вашето учество во младинската заедница? Сигурно тука се стекнуваат и знаења. Да. Што е што го научивте? Јас веќе втора година сум председател во мојот клас и мислам дека со тоа стекнав многу знаења, затоа што многу често сме на различни собири, Така. на состаноци исто така и добиваме многу знаења од сите сфери, на различни предавања. Одлично. Да. Исто и мене ми е втора година да сум председател на класот, а прв пат председател на ученичка заедница. Во теков на годинава најважно што научив е како да бидам лидер, како да водам, како да постапувам Така. и слично. Исто така се развивам во смислените одлуки, како некој што го представува цело училиште. Така. Каква поддршка е потребна за да бидете уште поуспешни? Па за уште поуспешни ни е потребна само финансиска поддршка. Се Другото сложувам. го имате. Да, другото се имаме, да. Имаме тим, имаме поддршка, се имаме, само тоа малку. Така, тоа е тоа што ви недостига. Да. Финансите се најбитни. Да. Да. А како се обезбедуваат финансии кај вас? Па тешко, да. Комплицирано? Како ги обезбедувате кога ви требаат финансии за некој проект? Пак преку учениците, преку донации, преку Па, што ги обезбедувате? да, најчесто е преку донации, преку учениците. А инаку со сакам вака две кратки прашања да ви поставам. Еден збор кој што ја опишува вашата младинска организација. Најдобри. Сложба. Личност која што те инспирира да бидеш активен. Може би, мене најмногу ме инспирира дефектологот во нашето училиште. Вероника? Една личност. Да, која што те инспирира да бидеш активен, да бидеш лидер. Може да е и актер, може да е, не знам, може све да е. Значи, било што. Да бидам искрена, јас најмногу самата си се мотивирам, никош не сум размислила за друга личност, Значи, но сепак може во да сите немаш. гледам мотивација, не можам да издвојам една личност. Нема проблем. За крај би сакала да прашам што е она што би им порачале на другите ученици кои што се уште не се дел од младенските организации. Јас би им порачала да се вклучуваат во проектите најмногу кога можат, секако кога има услови за тоа, да учествуваат, да се дружат пред се, да соработуваат и да се поддржуваат меѓусебно. Така. Исто јас би му препорачала да не ја пропушта таа прилика, затоа што во текот на учеството ќе стегнат доста вештини кои што ќе му бидат корисни понатака во животот. Ајде да ве прашам за крајот. Реков крај, мај уште едно прашање да надпревари. Имаме ли некои награди, признанија кои што би сакале да ги споделите? Да. Сега последно што беше надпреварот Масум, кој беше одржан во Кавадарци, имавме освоено второ место за најдобар штанд. Исто така имаме учествувано на Гатус, тоа е надпревар помеѓу сите угостителски училишта. Таму Тоа е имавме еден престижен надпревар. освоено 2 бронзи и 1 сребро. Браво. Фактички второ место и 2 трети места. За аранжман, послужување и отварство. Браво. И за надпреварот по историја, кој што ученик од нашето училиште достигна доста добри резултати. Одлично. Ајде да се пофалиме. Нашите ученици Економско. постојано имаат успеси од спортот, исто така по стручни предмети, по
на превари по јазиците, исто така на масум и да, од сите сфери би се пофалиле ние. Браво. Теодора и Вероника, ви благодарам многу што бевте дел од емисијата Прашалник. Искрено и од срце ви посакувам уште многу успеси и повторно да ни бидете гости. Ви благодариме. и вас. Еве не повторно во Прашалник, остануваме на истата тема, а имаме две нови гостинки. Сега во студиото на ТВМ со нас е Софија Кецкаровска, председател на младинската заедница од Средното стручно училиште Свети Наум Охридски. Тука со нас е и Христина Волкановска од Охридската гимназија, подпредседател на младинската заедница. Ви благодарам и на двете што сте сега во студиото на ТВМ. Ајде и со вас ќе ги поминеме истите прашања, да слушнеме за предизвиците и за успесите на младинските заедници. Ајде Софија, кои активности се оние кои што вашата заедница ги реализира? Така, нашата младинска заедница е член на многу работилници и обуки кои досега се одржале, од тема за екологија, предприемачки вештини, хуманост. Сме правеле крводарителски акции, член сме и на надпревари, Еразмус проекти, така да доста активности Имате многу активности. Да. Активни сте, ние ве следиме сите до една младинска заедница, од сите наши средни училишта сте навистина активни. А повели Христина, истото прашање за тебе. Во однос на нашата младинска заедница, ние спроведуваме исто така многу активности. Имаме подари компјутер активност која што подараме на социјалните семејства некои компјутери што се стари. Имаме еколошки настани, сега се вклучивме во викенд, генералка викенд, чистевме плажи, Еразмус проекти исто имаме. Имаме настани за ментално здравје и многу други. Да. Баш убаво. Кој проект или настан ти е тебе лично најдраг? Најдраг настан ми е во последното, каде што бевме на надпревар во Кавадарци на Масум. Тоа би го истакнала, едно многу убаво искуство, едно многу убаво доживување, едно многу убава дружба. Одлично. За вас? Истото прашање, Христина? За нас, јас имам два омилени. Ако? Сподели ги двата. Најпрво би кажала дека сега бевме на надпревар најгласни, избрани бевме за финалисти. Бевме една од школите во Охрид која што бевме избрани за финалисти, беше предобро искуство, а втората активност што би ја издвоила е настано за ретки болести, во кој што се вклучивме, нацртавме мурал за ретките болести, изработивме хамери и беше прекрасно искуство и видео имам исто така и многу. Браво. Колку ученици се вклучени во вашата младинска заедница? Во нашата младинска заедница се вклучени околу 100 до 200 ученици. Може да се вклучи кој што сака по желба. Најчесто децата ги мотивираме меѓу нас. Меѓутоа имаме и координаторка Ирена Ралева Најдеска, професор по македонски јазик во нашето училиште. Така да доста ученици броиме. Браво. Кај вас? Кај нас се вклучени во организацијата сите председатели, по еден председател од секој клас. Раководството, што сме младинското раководство, председател записничар и имаме координатори ние, педагогот на нашата школа Кристина Танеска. Така. И Така, таа е поставеност. Да. Така. Со какви предизвици се соочуваат учениците денес? Вашата младинска имате ли некои предизвици, проблеми, препреки? Немаме некои поголеми предизвици со кои се соочуваме. Најчесто знаат повеќе активности да ни се преклопат во исти ден, во исти час. Тогаш не е тешко за организација и да се постигне на училиште и секаде, но со добра организација можеме да постигнеме секаде. Одлично. Кај вас, И Христина? кај нас истото, имавме сега на почеток на школска година еден проблем, каде што ние сме првото училиште каде што нашата настава започнува во 8 часот, едносменска. Да, имавме проблем со превозот на учениците од населбите низ Охрид. Па се трудиме да воведиме нов возен ред за да може да пристигнат, што горе долу веќе се на време. Така, Да. тоа е да речем еден од предизвиците. Да. Дали имате поддршка од раководството на училиштето, од наставниците? Имаме голема поддршка и од директорот, и од психологот, педагогот.
Нормално, наголема поддршка имаме од професорката, како и кај нив и кај нас имаме председател, подпредседател, записничар и благајник, така да голема поддршка имаме од целото училиште и од сите професори. Кај вас истина каква е поддршката? И кај нас е максималната поддршка од страна на професорите и од страна на стручната служба, а пред се нашата директорка и нашиот координатор. Дали соработувате меѓусебно младинските заедници, средните училишта, дали комуницирате, дали контактирате, дали правите заеднички проекти? Ето, како што напомена и претходните девојчиња, подпишан е договорот во месец септември и октомври. Добро, и дали заедно нешто сте направиле? Тоа беше прва активност која беше заедничка наша, беше кампања преку која се одвиваше преку социјалните мрежи за тоа како учениците не треба да бидат осудувани според тоа начинот на нивното облекување. Така да тоа беше ето една кампања изведена преку социјалните мрежи. Заедничко баш. Да, се гледаме доста и на настани, така да соработуваме. Така? Истото. Да, истото, меморандумот Задоволни сте од сорадба? Да, меморандумот што го потпишавме добро нешто, имаме голема соработка меѓу нас. Одлично. Како ги информирате учениците кои што не се дел од младинската заедница? Ги информирате или ги вклучувате во вашите проекти? Да, најчесто имаме ученици од секој клас, имаме членови во младинската заедница, така да од дете на дете, да речам, се кажуваат и настаните, и обуките, и работилниците кои се вклучуваат, па во секое време може да дојде кој сака, па потоа и да стане, потоа да стане член и во младинската. Така. Кристинче, кај вас? Кај нас информациите се пренесуваат преку социјалните мрежи, имаме Инстаграм страница, имаме веб страна на која што исто така се објавуваат сите настани. Имаме Вибер групи каде што сите председатели се информирани и е пренесено во класовите. И тоа би било. И Facebook страници. Да, не напоменав и ние исто имаме. И Facebook страна, Инстаграм страна. Да. Одлично. Кои активности ги планирате во иднина? Ајде нешто да ни откриете сега што ви следи, некој проект, некоја активност. Следна активност која ни е така поголема во следниот период, ние е Erasmus проект на тема ментално здравје, кој ќе се одвива овде од 8 до 13 јуни. Во хотел со деца од различни градови од светот, значи ќе имаме деца од Романија, од Хрватска, од Бугарија и од многу други земји, заедно со нивни професори. Браво се. Истото прашање за вас? Кај нас сега најголемо нешто што го правиме во моментов е набавка на униформи за младинската заедница, која што е во тек. Цртаме генеративски зид на спомени за матурантите. И имаме Баш убаво. во моментов не ми дека вака некои други, ама добро, и тоа што ќе се сетиме, тоа е така се да наброиме, правите многу. Да. Ајде едно прашање вакво сега. Ако имате неограничени можности, што проект би направиле? Во која сфера? Во сфера за ретките луѓе со посебни ретки болести и луѓето со попреченост. Знали сте се? Да. Не сте сакале да им помогнете? Да. Вие, Христина? Јас би направила некои активности или можда некоја кампања каде што сите ќе може да се вклучат без разлика на изгледот, на социјалниот статус и на се друго, каде што луѓето ќе се чувствуваат отворени, еднакви за разговори и за се и да сме поддршка за сите. Одлично. Што научивте од вашето учество во младинската заедница? Покрај што ги развиваме нашите комуникацијски вештини, лидерски вештини, нормално имаме наставни активности кои не се поврзани со предметите кои ги учиме во училиште. Имаме бидејќи ние сме стручно училиште, техничко стручно, имаме некои обуки дополнителни кои се поврзани со бизнис планови, правење на истите, така да доста ги развиваме нашите вештини на тоа поле. Одлично. Христина? Во однос на учеството во младинската заедница, јас сум веќе 2 години председател на мојот клас и прва година заменик председател и тоа ме поттикна да бидам по-активна, поорганизирана, да си направам некои редослед на активности кои што ќе го пратам секој дневе за да можам да стигнам со се и да се трудам со сите на максимум да сум добра и така. Така на некој начин учеството ве учи да бидете и поодговорни. Да. Каква поддршка ви е потребна за да бидете уште поуспешни и уште поактивни?
Како што напомена, секогаш е проблем финансиската поддршка, но можам да речам дека нашето училиште никогаш не е направило проблем, значи какви поддршки да ни треба ни пружа без разлика на потребите. Истото прашање. Кај нас истото, финансиите до некаде би биле истото во контекст на тоа. Тие се да речам главното нешто што недостига за да Да. се прават уште подобри проекти. Да, поддршката имаме максимално и од страна на директор, за сите активности сме поддржани од стручната служба, од страна на професорите и така. Ајде, блиц прашања. Еден збор што ќе опиши вашата младинска организација. Можност. Нека биде можност, затоа што ни отвара безброј можности да учествуваме на различни работилници и обуки, а со тоа и да разменуваме на различни контакти со различни луѓе. Браво се. Истото прашање, еден збор за опис на вашата младинска организација. Па би го издвоила амбициозни. Да. Ако амбициозни, и тоа е добра. Да. Личност која што ве инспирира за да бидете уште поактивни. Најпрво ме инспирира нашите мантуранти, тие ја предводеа младинската организација кога јас почнав прва година, така да голема мотивација добив од нив и да се приклучам и да бидам активна, но секако и од нашата координаторка. Така. Христина, личност вас која што ве инспирира? Исто би се надврзела на тоа за учениците во школата претходно. Ако морам една личност да тоа би била мама, бидејќи таа ми е од секој пат пример дека таа активна и се стиг вид. Да. Инспирација. Голема Да, инспирација. И тоа е можда и најважното во животот Да, на секој и човек. тато исто така и голема инспирација ми се тие двајца. Така. Ајде да издвоиме некои награди, надпревари со кои што сте горди. Кај тебе гледаме и може и да ги видиме некои медали. Ајде раскажи ни, Софија, за какви награди станува. Такова ни се дел од наградите од оваа година, другите треба да ни пристигнат од надпреварот МАСУ. Тоа е за средни стручни училишта надпревар кој се одржа оваа година во Кавадарци. Оваа година зедовме прво место за најдобар штанд, второ место за јавен говор, трето место за литературна творба, трето место за интервју за работа на македонски јазик, така да зедовме доста награди оваа година. Браво, навистина браво. Имаме ли со што да се пофалиме како гимназијалци? Па имаме секако, ама најмногу сега во последно време би ја издвоила првата награда на општинскиот надпревар за прва помош. И тоа ми остаде сега во последно време најголем впечаток. Така. Да. Што би им порачале за крај на другите ученици да бидат активни, да ве поддржат, да се вклучат? Секако да се вклучат и да бидат тука, да си ги пробаат и тие можностите кои ги нуди младинската заедница кај нас. Одлично, Христина, вашата порака? Мојата порака за идните председатели на мојата школа би биле тие да бидат максимално активни во активностите што се спроведуваат, да се отворени во секој аспект и да нема никакви препреки и да си се истакна најмногу што можат. Ви благодарам многу што бевте дел од емисијата Прашалник. Горда сум кога ќе видам млади, успешни, амбициозни девојчина, деца и така натаму. Ви посакувам уште многу успеси. Благодариме и вас на понудата. И пак да ни бидете гости. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Се гледаме повторно последна емисија.